Гевгеличани кажаа не на рудник за злато. Рудници или здрава храна и чиста животна средина. Кој е изборот? Дали во трката по високи профити во државната каса се ризикува здравјето на луѓето и животната средина? Зошто владата почна рударска офанзива? Транспарентна постапка, високи екостандарди или пак можеби и мораториум на сите концесии пред се во земјоделските региони. Каде е чарето? Ова се само дел од дилемите на кои одговор вечерва бараме од граѓански активисти, стручњаци и представници на државните органи, а се иницирано од дилемите кои ги отвори референдумот во Гевгелија. Почнуваме веднаш. Одзив од 68,7%, од нив 98% против изградба на рудник за злато на Кожув е одлуката на референдумот вчера во Гевгелија. Иако без вистинска правна сила, символичен по многу нешта, но и повод за сериозна дебата околу дилемите што ги поставивме на почеток, а кои во една реченица би можеле да се сублимираат. Рударска профитна офанзива наспроти здрава животна средина. Добро вечер, тоа е работниот наслов во топ тема на ваша страна. За сите овие дилеми дебатираме со моите вечерашни гости. Ангел Наков, иницијатива Спас за нас или како што се прошири Спас за Гевгелија. Добро вечер и добре дојдовте. Професор доктор Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање. Добро вечер и добре дојде за вас. Димче Балески, Национална асоциација за органско производство и сега дел од иницијативата во зачеток за спас на Валандова, а повод е рудникот Казандол. И двајца стручњаци во оваа област, доктор Константин Јованов, директор на Геолошкиот завод. Добро вечер. И професор доктор Тодор Делипетров. Добро вечер и за вас. Но пред да почнеме со дебата, а како вовет за почеток, како течеше референдумот во Гевгелија? Кои беа мотивите, причините, но пред се и над се, кои се дилемите кои што тој ги отвори? Теренска анализа на Сузана Мицева. Неважечки гласачки лишчиња се 133, а на референдумското прашање дали сте за или против отварање на рудници за металични минерални суровини на територијата на општина Гевгелија, за гласале 154, а против гласале 13.097 гласачи, односно 97,86% од гласачите кои излегле на гласање. Речиси едногласно гевгеличани вчера одлучија дека не сакаат да се отворат рудници во нивната општина. На вчерашниот општински референдум, 68% од граѓаните со право на глас излегоа да се изјаснат по референдумското прашање. Дали сте за или против отворање на рудници за металични минерални суровини? Граѓаните во мирниот референдумски ден речиси свечено излегоа на гласање и не ги криеја своите чувства по прашањето за отворање рудници. Само не е добро тоа. Оти многу народ ки си струјат и вие води што ќе пиеме, тоа се катастрофа ќе биде. И тоа што ќе го дишме се е отров, се е химикалии. Излеговме во раните часови. Расположението како се очекува за гевгеличани. Значи против референдумот. Против рудниците? Против рудниците, да. Се плашите ли од можноста да се отворат рудници во овој? Да, секако. Што најмногу ве загрижува? Па, што не загрижува? Не загрижува тоа што се од отворен тип и не сакаме на нашата планина да има рудници. Сега се враќаме од таму и мислам дека ќе ни го усвојат нашето барање. Нели, убаво е да биде како што сакаат луѓето, не да ни загадат цела околина, да не биде лом, така ли? И тоа.
Постери и рекламен материјал со потресни фотографии преку кои се порачува дека рудниците за злато се зло кое ќе ги отрое децата и иднината на градот ја преплавија Гевгелија изминатиот месец. Веста за референдумот стигна и до најоддалечените населени места во општината, а особено силно одекна во Моин, Горно Коњско и Коњско, во чија непосредна близина се наоѓа земјата која што е дадена под концесија за геолошки истражувања. Селата Коњско и Горно Коњско ги посетивме попладне, но немаше ниту еден човек со кого би можеле да разговараме. Најпосле на враќање застанавме во Моин, каде што ни рекоа дека речиси цело село е на работа до 15 часот. Во оваа општина, која е меѓу водечките по вработеност во државата. На крајот од минатата година стапката на невработеност била 4,59%, објави тамошната агенција за вработување. Не сакам никој цел го фаќа тука. Значи, ептен близко до селото и како што кажуваат, значи, тие рудници многу опасно ќе биде за тука. Нема ништо да ни остане, ни вода, ни ниви, ни ова, ни она. Едина само да ме лепниме некаде. Да загрижува отварањето на рудници? Како да не загрижува? Која иднина ќе имаме, пример, со тие цијаниди и отрови што шират и што ќе биде? Кампања против рудниците се водеше на територија на цела општина, а во неја беа вклучени сите граѓани, општината и политички партии. За само еден месец, активистите на Сдруженијето Спас за нас ја анимираа јавноста за проблемот и издействуваа да го изгласат нивното барање на референдум. Моето мислење за такви рудници е многу лошо, но да не биде моето мислење така изнесено, јас би, кога консултирав одредена литература, одредени податоци, барав Агенцијата за заштита на животната средина во Америка. Ја барав Агенцијата за заштита на животната средина во Европа. И едната агенција и другата агенција по своји критериуми, кои се многу строги, отпадот кој се генерира во човековата средина го третират рудникот на злато на прво место. Концесијата за детални геолошки истражувања ја има канадската компанија Резервоар Минералс Македонија Доел Скопје. Тие веќе 4-та година вршат истражување на Кожув планина на локалитетот Коњско. Концесијата ја добија во 2013 година од Министерството за економија, на која е потпишан тогашниот министер Валон Сарачини. Истата истекува оваа година во јули. Пред повеќе од 2 години самата компанија објави дека досегашните истражувања се оптимистични и дека се надеваат долгорочно да останат и да работат и на други проекти во државата. Во службен весник од јуни 2015 година излезе одлуката со која Резервоар Минералс Македонија доби концесии за геолошки истражувања на територијата на цела источна и југоисточна Македонија во време траење од 2 години. Од компанијата Резервоар Минералс сметаат дека целата оваа паника е непотребна, бидејќи тие се уште го немаат резултатот од истражувањата и не знаат дали воопшто компанијата ќе има интерес за отворање рудник на планината Кожув. Предпоставуваме во моментот, дека до крајот на 2019 година ќе можеме да детерминираме, тоест да одредиме дали ќе има или нема да има комерцијална исплатливост да се развие иден рудник. Во случај да има, при отворањето на тој иден рудник, ќе треба да поминиме повеќе фази на потполна оценка на неговото влијание врз животната средина, како и интензивни јавни расправи, иако некогаш владата на Република Македонија одобри отворање на таков рудник, ние апсолутно ќе осигураме тој проект да биде изготвен на таков начин, со што би го минимизирале влијанието врз животната средина. И сето тоа би се направило согласно како нашите македонски законски регулативи, така и согласно најдобрите меѓународни пракси. Енергијата на гевгеличани за кратко време се прошири и низ другите градови од југоистокот кои што се засегнати со отворање рудници во нивна непосредна близина. По примерот на нивните соседи,
Ива Ландово бара да се изјаснат на референдум за рудникот Казандол, иако тој рудник е во фаза на изградба. Граѓаните заслужуваат самостојно да одлучуваат дали во нивната средина сакаат да се отвори рудник и Советот на општината е должен да им го овозможи тоа право. Од пред 10 дена и во Струмица се формира иницијатива против рудникот во Иловица. Граѓанското здружение Спас за Струмица, Стоп за рудниците на смртта, ке бара референдум на ниво на сите 4 општини од Струмичкиот регион. Тоа е состојбата на терен, Спас за Гевгелија, Спас за нас, со верижна реакција би рекол во сите околни општини. Господин Енаков, несомнено сте задоволни од исходот, од резултатот од референдумот, но ве безхрабрува ли тоа што сепак тој е без потребната правна сила докрај да се спречи изградбата? Да, прво сакам јас да ги поздравам граѓаните на општина Гевгелија, да им се заблагодарам што ни го приреди овој празник на демократијата. Вчера со огромна излезеност граѓаните на Гевгелија не отворија, туку затворија една дилема. А таа дилема е дека во општина Гевгелија ќе нема рудници. Сигурни сте во тоа? Апсолутно. Второ, сакам да им се заблагодарам, исто така и стално го потенцирам тоа, на градоначалникот, на Советот на општина Гевгелија, кој што едногласно донесува одлука за такви важни прашања да се изјаснуваат граѓаните. Тоа е број 1. И број 2, што донесува исто така едногласна одлука да одат со кампања против отварање на овие рудници. Граѓаните на општина Гевгелија им кажаа на своите представници како треба се однесуваат во иднина. Референдумот е обврзувачки, има доста прашања, можеби јас би ги нарекол веќе и шпекулации на ова тема, дека дали било обврзувачки, па што ако биде, ако не биде. Не. Референдумот со устав е загарантирано највисокото демократско право на изјаснување на граѓаните. Не постои ни едно друго ниво, нити на локално, нити на државно ниво, кој што ја може да ја погази демократски изразената волја на граѓаните на референдум. Има една мала нејаснота. Да. Да ја расчистиме, бидејќи е дилема која што од синоќ долго време се дебатира и на социјалните мрежи. Референдумот е обврзувачки за општината. Што значи дека ако утре задутре, после година дена, после 2 години, канадската компанија побара дозвола за експлоатација, тогаш општината е обврзана да каже не. Меѓутоа, таквото негативно мислење на општината не е обврзувачко според законите за Министерството за економија или за владата која што ја носи конечната одлука. Тоа е нешто што и гевгеличани, и валандовчани, и струмичани мора да го знаат. Тоа не е точно. Кажувам јасно и гласно, тоа не е точно. Имено, законот за минерални суровини точно прецизира дека надлежното министерство, а во овој случај тоа е Министерство за економија, по службена должност бара мислење, но може да донесе и поинаква одлука од мислење. Па јас, кој го има тој закон и каде го има, некој го презентираат, па да подискутираме на таа тема. Јас таков закон не сум видел, тој е број 1. И број 2, ќе ви дадам еден пример. А тој е примерот со Богданци. Ако не било обврзувачки мислењето на општината, зошто од општина Богданци во 3 наврати е барана во 2 да го промени пишаниот текст на мислењето, се додека последниот текст е бил изричито да пишува дека даваме позитивно мислење за издавање на концесија за експлоатација. Значи, тој пример кој се случил пред 2-3 години. Не може и референдумското прашање што се постави во Гевгелија не беше прашање дали сте за или против издавање концесија за експлоатација. Прашањето беше многу конкретно. Дали сте за или против отварање на рудници во општина Гевгелија? Да, имаме и правно толкување, ќе го погледнеме подоцна. Госпоѓа Лјупиткова, како министерство, како владина гарнитура која што ја форсираше ова рударска стратегија, почнувајќи од 2013 година, кога во еден ден се издадени над 70 концесии за различни аспекти. Се чувствувате ли поразени од гевгеличани вчера? Не. Никако. Јас
никогаш не сум била прашана дали давам поддршка на изјаснувањето на Гевгели и не сум кажала дека на гевгеличани... Мисле, пораз на политиките на владата, не личен пораз. Јас тоа ќе го објаснам малку на друг начин во однос на тоа какви се политиките на владата, иако не сум представник на Министерството за економија, која што ја води таа политика за издавање на концесии. Тука пред се колегата Костадин Јованов, кој што е директор на Геолошкиот завод, во чии надлежности се токму овие основни истражувања во било која држава, па и во Република Македонија. Меѓутоа, како Министерство за животна средина во таа интерсекторска група, при упатување на барања за мислење, дали е тоа во процес на истражување или на експлоатација, ние кажуваме свој став, даваме мислење и водиме многу големи процедури од почеток, од студија за оцена на влијание на животна средина, ако поминат веќе сите фази, која што мора да помине низ долгите процедури на одобрување, како и на изработка, и на експертиза. Кој ги прави тие студии? Ги правите вие или ги прават самите инвеститори? Значи, тие студии ги прават експерти кои што имат лиценца да изработуваат студија за оцена на влијание на животна средина. Дали се домашни, може да бидат вклучени и меѓународни, странски компании, консултантски, кои што имаат долго искуство во изработка на такви стратегии. Меѓутоа, тоа понатаму ќе го продискутираме. Јас мислам, во оваа фаза сакам да одговорам што значи ова што го гласа Гевгели. Прашањето е дали гевгеличани одобруваат отварање на рудници на металични минерални суровини. Значи, тоа значи дека одобруваат отварање на рудници на неметалични минерални суровини. Значи, или има прашање отварање на рудници. Значи, ние имаме рудници и на металични и на неметалични. Колку понекогаш влијаат можеби негативно од информираност или неинформираност на население кое што нормално обичниот човек не е во детали информиран ниту за тоа како се експлоатира, ниту како се преработува, ни како се флотира одреден метал и така натаму, со што се тоа се користи. Слушаме, да речеме, разни термини, научни, кои што на обичниот човек зависи како ги презентираш. Има многу материјали кои што може да се најдат и на интернет. Имаме тука и експерти ќе ни објаснат што значи на пример лужење со цијанид и доволно е да се погледнат. Доволно е да се погледнат искуствата од Романија, искуствата од многу други земји, доволно е да се погледнат портфолијата на голем дел од компаниите кои што доаѓаат во Македонија за да се види дека овие технологии не поминуваат. Значи, јас сакам за граѓаните да истакнам тоа што рековте, офанзива во рударството. Република Македонија, ќе се вратам малку историски на назад, 44 година од президиумот на АСНОМ, прва институција која што беше побарана во независна држава да се отвори, тоа беше Геолошкиот завод. Геолошкиот завод не се отвара и истрагите не се прават во една држава, за граѓаните ова го зборувам и за други и за вас, само за да се отвараат рудници. Истрагите се прават за да може воопшто да се види со што, со кои елементи, со кои богатства располага државата, за да воопшто се планира и просторот, да се планираат градбите и на други објекти, точно да се знае таму каде што може би има високи потенцијали, одредени инфраструктурни објекти да се поместат и така натаму, каде што може би треба да се развива некој друг вид индустрија. Говорите сега за оној тип на проспекцијски истражувања. Ние зборуваме за нешто детално. Морам да кажам, Господјата Липиткова да ни објасни од аспект на Министерството за екологија првата фаза ја разговараме. Јас сум професор по геологија. Да, вие сте државен секретар, јас колку сум дал на Министерството за екологија. Не, јас сум и професор по геологија, така да можам да одговорам и на другите. Јас бев прашана околу офанзивата на државата. Офанзивата на државата, кога говорам за офанзива на... Се извинувам, господине Наков. Кога говорам за офанзива на државата, мислам на следниот факт. Во само еден ден, 27 мај 2013 година. 70, ама вие почнавте од АСМ, а немаме време за АСМ. Доделени 72 одлуки за доделување на концесии, за започнување на постапки за доделување на концесии, за избор на дел се за металични, неметалични, ова се вкупно све. Значи вкупно, без песоци и така натаму. Имаме подоцна и ја имаме и поделбата колку се за металични, колку се за неметалични.
бидејќи го дали во тој момент кога се издаваат овие согласности, вие како министерство, интересорска група или не знам како и да се вика, има некаква стратегија, план за како сето тоа би влијаело на животната средина. Бидејќи вие имате одлука за вршење на проспекцијски геолошки истражувања дадени на компанија во кои практично е опфатена цела Јужна и Југоисточна Македонија, односно регион со земјоделски производи. Дали Министерството тоа го разгледало, а Министерството треба да се вршат истражувања, без разлика дали се проспекцијски, основни, детални. Што прават штета истражувањата? Не, одговорите вие да прашате за концесија за експлоатација. Видете, упадете во збор. Вие го кажавте вашето мислење. Значи, кога ќе се дава согласно за експлоатација, тоа воопшто не е во фаза, Боби. Значи, уште истражувањата не се завршени. Кога ќе се завршат истражувањата, компанијата прави обемна документација. Не, што државата прави? Што државата? Еве, па да ја занемариме Гевгелија, не се стигнати до експлоатација. Што државата претходно има направено, не компанијата која што го има Казандол, што државата претходно има направено како оценка за влијание на животната средина за Казандол. Сега ќе ви кажам. Значи, државата има направено истраги за Казандол. Не државата, компанијата. Не, државата дали има? Државата добила студија за оцена на влијание на животна средина. Темелна, со сите аспекти. Еве ја студија. Во ред. Како да веруваме ние во таа стратегија? Не, таа е студија. Студија, како да веруваме? Кога државата, самата држава, деновиве соопшти дека државна компанија, која што се вика ЕЛЕ, не е во можност да ги примени најновите еколошки стандарди, кои што се применети, например, во Тајмиште, па и понатаму и во следните 9 години ќе продолжи да ја складира прашината на стар начин. Сега ќе ви одговорам на тоа прашање. Значи, ние имаме во државата компании кои што ново треба да се отвараат, кои што следуваат на изработка на студија за оцена на животна средина, а понатаму поднесуваат и студија за добивање на интегрирана дозвола. Во такви случаи, тие нема тука можам, не можам. Државата, ако не може да исполни, веднаш му ја одзема концесијата легитимно и тука натаму нема. Државата си подпишта сама на себе, а ние треба да веруваме дека... За старите компании кои што работат, државни, па се слушајте ме, пред да бидат донесени високите стандарди во Европска Унија за усогласување со оперативен план за добивање на интегрирана дозвола. Рек Битола се уште нема интегрирана дозвола затоа што не само во Македонија рудниците за јаглен нема добиено такви документи. И во Европа, слушајте ме. Која е логиката Тајмиште кој не работи цело време да има и најмодерна опрема за затворен еколошки систем за прочистување на пепелта, во која што беа инвестирани 5 милиони евра, а Рек Битола, за кој што имаме медицински докажани студии за штетните ефекти, да ја нема таквата технологија. Значи, големите енергетски компании и во Европа добија одлагање на процесот за добивање на интегрирани дозволи. Тоа и една Германија се уште во некои рудници го нема, и некои Полска, и дури и Хрватска побара одлагање до 2020 година во тие преговори. Така да, они во таа дозвола интегрирана имаат по тој оперативен план разни точки за кои што за некои бараат одлагање, меѓутоа тоа не значи дека државата или било која држава за тоа нешто ќе даде согласност. Ние збориме за државна компанија РЕК која што деновиве соопшти се откажуваме, немаме пари, остануваме по овој систем. Па сега да се надеваме дека нема да дува ветер кога ние ќе одлагаме прашината. Ќе се инвестира. Па Јорданов, па одиме сите поред. Дајте на јавноста да одговориме на многу едноставно прашање. Кога се издава концесија за експлоатација, кажете ја постапката кои документи треба да ги даде фирмата. Ќе дојдеме и до таа. Никаква еколошка студија нема, ништо нема. Сакам да кажам дека сакам да истакнам, во Република Македонија беа 2 рудника за кои што беше завршена истрагата и се покажа позитивни резултати. Тоа е рудникот Кадијица во Пехчево, каде Министерството за животна средина
после добиената студија за стратешка оцена на влијание и студија за оцена на влијание врз животната средина, по предложената технологија која што тие ќе ја практикуваат за да ги извлекуваат полиметалите, даде негативно мислење и владата тоа го усвои. Значи, сакам пред граѓаните да истакнам дека клучно и основно за да се носат одлуки за било што е да се почитува знаењето, стручноста, експертизата и да се почитуваат државните институции. Јас не можам да се помирам со фактот и не можам да го прифатам, можам да се помирам, меѓутоа не можам да го прифатам, дека некој во оваа држава, било кој, да е па и вие, можете да кажете дека имате поголемо знаење и поголемо чувство на грижа кон здравието. Прашања. Да, меѓутоа, 13.000 граѓани. Тоа се дупло повеќе од колку што добивте, на избори вчера ви кажаа не ви веруваме, не веруваме во постапките кои што ги спроведувате. Морам да ви истакнам. Значи, нашата институција, Министерството за животна средина и факултетот односно за природни технички науки, каде што има врвни експерти од оваа област и во државата и надвор од државата, не се помалку загрижени ако има или ако се предложат технологии кои што ќе влијаат на штета на здравието на граѓаните. Меѓутоа, се извинувам, господине Наков, да ги слушнем. Јас тоа нема да го дозволам. Браните рударство, државен секретар во екологија брани рударска индустрија, тоа е нонсенс. Ако ми најдете еден пример во светот, јас не верувам што слушам вечерва, мора да ви кажам. Господине Наков, така рековте. Ми зборите за Ова мора да го завршиме. Само 2 секунди, тука се имаме 20 професори кои што треба да ги слушнеме нивните. Јас на телевизија дека вие сте човекот што од кој мислам бил главен за овој скијачкиот центар или како? Или сте го менаџирале, сега да не зборам. Јас сега на вас ќе ви дадам, бидејќи читате интернет, ама не сте прочитале се. Во Финска постои еден град кој што се вика Китила и има еден рудник Агнико Майнинг, во кој што во рамки на тоа е најголемиот скијачки центар наречен Леви. И таму тие се гордеат рудник за злато. За злато од отворен тип, така? Извинете, ма вие тука немате дадено предлог дали овој рудник ќе биде од отворен или од затворен. Говорите им да луѓето сега, немојте за Финска пример, ви давате кажете отворен тип или не. Дали вие знаете дека рудникот во Гевгелија ќе биде од отворен тип? Па како не знам? Од каде знаете? Па фирмата објави. А каде објавила фирмата? Фирмата уште истрагите не ги завршила, објавила. Фирмата има објавено и резултати од истрагите, се извинувам, има април 2016 година со кој што има објавено резултати. Каде има во селото Моин, вие имате злато кое што е наносно. Тоа е злато кое што е природно, ме разбирате ли? Да ги слушнеме. Тоа злато вие господине Јованов, ама немојте, јас само мене ми е поентата дека вие не сте поголем душегрижник за животната средина од Сонја Лепиткова. Да брани рударство, тоа е неверојатно. Сонја Лепиткова не добила никаков документ. А како не? Видете, господине Јованов, па господине Дели Петров. Господине Јованов и господине Дели Петров. Конечно, да, се извинувам, меѓутоа така тргна дискусијата. Отворено работи во Министерството за економија во секторот за минерални суровини. И еден сте од авторите на законот. Точно е, од 2002 година па наваму директно сум учесник во изработка на Законот за минерални суровини и сите прописи кои што го офаќаат геолошкото истражување и рударството. И тоа ми е посебна чест и драго, бидејќи настојувам ова бранша во ова држава постепено да оди напред. И мислам дека се движиме во една позитивна насока. Сега, од аспект на професија, можем слободно да ви кажем, во 2013 година, она што го потенциравте, се доделени 70 концесии. Претходната постапка се одеше по пат на барање, пошто таа постапка кај некои луѓе иритираше зошто на овој, зошто на онај, тогаш се одлучи да се прејде на транспарентен начин на доделување на концесиите, значи по јавен повик. За кои концесии зборите само? За сите концесии во Република Македонија, точно, јас ви кажувам. Член 132 од закон, служба вестник 132, кај е регулирано издавањето концесиите, јасно пише по барање на заинтересирано лице. Член 42, ме молам. За чакал и песок од речно корито. Не, за минерални металични суровини. За чакал и песок од речно корито, тоа ви кажувам, еве го законот пред мене.
Па да видиме кој лаже. Отвориме законот. Значи има различна категоризација, во моментот говориме за металични минерални суровини. Основа на заинтересирано лице без никаков јавен тендер. Или барање за експлоатација. Дозволете да ви ја појаснам постапката, затоа сум и дојден на најпрофесионално ниво. Ама не, вие говорите невистина. Не е точно. Се извинувам да се слушаме, само ќе има време да аргументирате. Да се слушаме, да разговараме со аргументи. Тогаш ако не викнавте... Не, да ги се слушаме, пак имате право и на реплика. Во тој период се проиде на доделување на концесии на транспарентен начин, согласно закон за концесии и ЈПП, и затоа во тој период се доделија толков број на концесии. А постапката кај секоја концесија како почнува? Иницијатива како надлежен орган од 6 министерства и општината на чија територија се наоѓа предметното барање, се барат мислења, се собират сите мислења, од како ќе се соберат сите мислења, тогаш се подготвува предлог одлука и се доставува до влада. Се дава согласност за министерството да го спроведе тендерот. Значи се тоа е концесија за истражување, да не ги мешаме поимите. Да. Не, збориме за концесии за експлоатација. Не, чекај сега. Ама разделете ги, ви молам се, не ги носите гледачите во забуна. Ама гледачите не се експерти по оваа материја, ви молам. Кажете им, концесија за истражување се добива на овој начин, а концесија за експлоатација се добива по барање на заинтересирано лице, а тој е собственикот на податоците од геолошките истражувања. Еден и еден се два. Не се два. Ајде, три, нека видам. Не. Да се зборуваме за некоја материја која очигледно не ви е толку блиска. На мене? На мене ми е апсолутно, на вас не ви е блиска. Не, се извинувам, да се слушаме фазата и имаме три фази. Ајде да ја поедноставиме. Значи, добивате концесија на тендер, одлука, се склучува договор. Концесија за истражување. За геолошки истражувања. Да, тоа е коректно. Се изготвува проектна документација во кој се дадени опис, попис на сите тие предвидени работи за истражување што треба да се реализираат во тој период додека трае концесијата. Тој проект оди на ревизија, ревизијата го одобрува или го одбива или го враќа на доработка. До тој момент додека да се одобри, значи трајат тие усогласувања. Потоа на терен се реализираат истражувањата согласно проектот. Откако ќе завршат сите истражувања, следи изготвување на елаборат за рудни резерви од изведените геолошки истражувања. Во случајот тој што кажувате, концесионерите за метали се должни годишно да доставуваат годишен извештај за реализацијата на геолошките истражувања. Геолошките истражувања по динамика си ги доставуваат во Министерството. Што би се случило ако не го достави, например, секоја година? Ако ги поставуваат согласно законските одредби, се одзема концесија. Зошто господинот Кристијан Делев вика дека резервоар Минералс во Гевгелија не ги исполнували условите и ќе ме одземат сега? Не. Чекате. Значи, додека трае концесијата, они се должни да ги реализираат сите истражувања, да достават елаборат од изведените геолошки истражувања и пресметани рудни резерви. Елаборатот, согласно закон, доаѓа во геолошки завод. Јас по случајност, не случајно сум директор на геолошки завод. Ја формирам таа комисија да се направи ревизија на тој елаборат. Дали се спроведени истражувањата по закон, кои резултати се добиени по квалитет и квантитет, тек кога се е тоа исполнето, дали имало надзор додека се вршили геолошките истражувања, дали се валидни или невалидни, тек тогаш се пристапува кон издавање на таа ревидентска клаузула. А тој елаборат, само момент да појаснам, значи тој елаборат покрај другите параметри содржи економска оценка на тоа наоѓалиште. Економска, така? Техноекономска оценка. Значи, што значи тоа? Дека во тоа се дадени сите параметри кои што дали тоа вреди понатаму да продолжи или да не продолжи. Откако тоа ќе се заврши, значи одиме во следна фаза. Тогаш, оне што кажуваш, член 42, имателот на концесија за геолошки истражување, собственик на резултати од истите, е должен во рок од 120 дена по истекот на денот на концесијата за геолошки истражувања да поднесе барање до надлежниот орган. Тогаш му се доделува концесијата за експлоатација по барање. Чекате, не е тоа мала врата, немојте. Тоа е јавна работа. Не е тоа мала врата. Кажете кои документи ги, вие сте експерт. Кажете кои документи ги доставува со тоа барање. Со тоа барање. Тоа барање ќе го достави елаборатот ревидиран. Едно. Ревидентска клауза. Министерството по службена должност и
Не барател што поднесува, објаснете на јавноста барател што поднесува. Елаборат ревидиран за рудни резерви. Геолошки. Геолошки. Така. Добро да знаат за рудни резерви. Поставува геодетски елаборат. Добро. Кај се наоѓа парцела? Да, точно. Треба веќе да знае каде може. Тоа се си го средува. Два. Студија за економска оправданост. За економска, така? За економска оправданост. 3. Откако тие... Чекайте, уште има. Треба да предложи топографска карта 1:25. Тоа е чекайте. Тоа е во геодетска. Се извинувам, јас го цитирам законот, да видиме кој знае, кој не знае. Сега. Не сме сега на тест. Топографската карта... Да заокружиме процедурите. Разговараме со експерти пред јавноста. Не, ворете сето тоа. Нема проблем, спремен сум да ви одговорам на сето. Јас сум граѓанин загрижен, не сум експерт. После тоа барање за металите и за енергетските суровини. По службена должност пак се барат мислиме согласности. Пак се барат. За неметалите тука имало ли некаде јавност? Ве молам, кај ја видовте вие? Се работи за издавање на концесија за експлоатација без грам јавност. Не. Ова е само службени должност. Вие ја дезинформирате јавност. Каква концесија за експлоатација е побарано? Кога е побарано? Не за кој, зборам за Казандол. Како не била јавност? Сега зборуваме за Гевгелија. Ајде да не мешаме. Гевгелија нема се случи тоа. Ние затоа имаме референдум да не дојде до ова. Оти нема ништо да научиме. Повикавте да појасниме. Еве ќе појасниме. Не, јас не повикав. Добро, што понатаму освен ова треба да се одржи дозволата за експлоатација, бидејќи ќе го патиме и Казандол. Значи реков за концесијата за експлоатација. Ова документација собираме мислења, сите се позитивни, усогласуваме простори. Одеме на влада носи одлука. Не, ако даде мислење Министерството за екологија негативно, тоа е обврзувачки? Не. После се има процес. Локалната самоуправа кој е негативно, тогаш не е обврзувачки, така? После студија се прави. Сега слушнавме. Не, чекате се. Добро, па кажи на имаме правни толкувања. Може само да ја довршиме постапката веќе кога ја почнавме. Значи, откако ќе се добие концесијата за експлоатација, следна техничка документација да се регулира дозволата за експлоатација што е, значи треба да се направи студија за оцена на влијанието на експлоатацијата во животната средина. Таа студија... Ама луѓе, вие сте издале концесија за експлоатација, знаете зашо зборите? Без да прашате никој во оваа држава, само служби. Не, јас точно па не може да скопнете, ама тука е клучот на целиот проблем со оваа постапка. Тоа е концесијата за експлоатација, која што не е транспарентна, нема јавност, нема студија за оценка за влијание. Добро, имаме двајца професори да го слушаме. Професоре. Уште една минута, Боби, ве молам. Ќе море да одиме на реклами, па ќе се вратиме после. Само довршете и професорот. Значи, за дозвола за експлоатација што ви треба? Ви треба главен рударски проект кој во детали комплет ја дефинира експлоатацијата со сите параметри на кој простор. Ви треба студија за оцена на влијание врз животна средина која што оди на расправи, јавни расправи, се тоа да биде одобрено од Министерството за животна средина. Верувате во тие јавни расправи? Па се ако не веруваме на ништо, тогаш што треба се? Ма не, мислам, јас сум од Валандо и до сега немало никаква јавна расправа за рудникот што е во Валандово. Јавна расправа во општина Валандово со присуство со записник, јас ќе ви го доставам. А присуствуваат цели тројца или четворица луѓе? Не, преку 100 луѓе во Валандово. Ајде би се Немојте така. Елаборат, студија што... Елаборат за влијание врз животна средина и тоа. Елаборат за влијание на експлоатацијата врз режимот на подземните води? Ама тоа е сигурно перфектно, јас луѓе, ние разговараме, ама тоа ќе го направите топ, вие кога ќе ми дадете на мене концесија за експлоатација, јас ќе ви донесам 100 експерти од светот што ќе ги направат сите елаборати да бидат перфектни. Професоре Дели Петров, дали се оправдани стравувањата и на гевгеличани, а еве сега и на валандовчани и на Струмица кои што почнуваат масовни акции против отварањето на рудници? Прво да расчистиме две работи. Имаме дел на истражување. Кај денес в светот, а и кај нас, сите геолошки истражувања се незагадувачки. Без проблем. Одлично, се слагаме сите. Чекај, оти вака, ако скакаме од тема на тема, нема да дојдеме до оставата. Секоја држава, меѓу другите ние, сака да знае што располага под земјата, со кој богатство.
Тоа да се разбере. Ама нема проблем за тоа, луѓе. Зашто разговараме за нешто што не е проблем? Да дај Господ седи и испитате во државши. Кој се буни за тоа? Кој се буни за истражување? Кажете за експлоатација, кажете суштината за рудници, отворен тип на рудници со лужење. Тоа е Казандол, тоа ви е Иловица, тоа ви е Бучим. За тоа зборете ве молам, да слушне јавноста. Сега тука се бавиме со научни теми. Како бил, кој бил? Нема, вие имате сега дали треба рудник еве за злато у Кожев. Не само Кожев, и Казандол, и Иловица. Еве, што ако рудникот за злато е од секундарен тип, кај што со испитак ќе вадат злато. На 1 грам злато на тон руда, таква постапка постои, кој што е во траги златото во рудата. Едно да ви кажам, ако е во песок, во авион 1 грам е испатил, ако 1 грам у Карпа е, не испатил. Па у Карпа е. Ставам ја така, у Карпа не сум истражувал. У Карпа е не испатил. Јас ви гарантирам дека е така. Али е испатил 1 грам у песок. Добро, мораме да одиме, мораме и ние имаме ограничување, се извинувам со рекламите, одиме со реклами, па потоа едно по едно прашање да не останат дилеми, а ги има очигледно многу. Се враќаме назад во студиото, дебатата продолжи и за време на рекламите и за да разграничиме што е што и за што се дискутира. Еве само краток преглед како продолжение на претходната дебата и и вовед во фокусот за следната, со какви се рудници располага во моментов во Македонија. Значи, повторно да напоменам, станува збор за рудници за експлоатација на така наречените металични минерали или ајде за пошироката публика така наречените благородни метали. Референдумот во Гевгелија го сврте вниманието кон концесиите за така наречените металични минерални суровини, односно благородни метали, кои имаат висока цена на светските берзи, а чие технолошко производство е ризик по животната средина. Тоа се златото, сребро, цинк, олово, никел, железо, бакар и антимон. Од 2013 година па досега, Министерството за економија има издадено вкупно 20 концесии за детални геолошки истражувања на присуство на благородни метали во почвата. Во моментов, активни се 16 договори за концесија на земјишта каде се наоѓа оваа руда, кои ги има доделено Министерството за економија. Тие опфаќаат вкупна површина од 126 квадратни километри и се наоѓаат претежно во источниот дел од државата. Според Министерството за економија, 6 концесионери имаат дозвола за експлоатација, односно ископување, а 10 концесии се однесуваат само на земјиштето каде се најдени благородните метали. Овие концесионери допрва треба да побараат дозвола за ископ, односно за отварање на рудник. 6 рудници кои во моментот функционираат во Македонија се Гроот, Бучим, Саса, Казандол, Луќе и Злетово. Во Гроот кај Велес, чиј концесионер е фирмата Миса МГ од Скопје, се ископува никел, а зафаќа површина од 0,7 квадратни километри. Во рудникот Бучим кај Радовиш, кој е под концесија на фирмата Бучим, се ископува бакар и зафаќа површина од 9,7 квадратни километри. Во рудникот Саса кај Македонска каменица, чиј концесионер е фирмата Саса, се ископува олово и е на површина од 4,2 квадратни километри. Рудникот Казандол, кој е меѓу Валандово и Богданци и се уште не е почнат со работа, е под концесија на фирмата Сардич МЦ од Скопје, а таму ќе се ископува злато, сребро и бакар. Површината на оваа концесија е 15 квадратни километри. Рудникот Луќе кај Крива Паланка е под концесија на Енергетика Пела од Скопје. Се ископува злато, сребро, бакар, олово и цинк и се простира на површина од 29,2 квадратни километри. Шестиот активен рудник е рудникот Бучим кај Пробиштип, каде концесионер е фирмата Булмак, а во него се ископува олово и цинк. Овој рудник зафаќа површина од 5,9 квадратни километри. Според Министерството за економија, во план е отварање на уште 10 рудници на локалитети кои се веќе дадени под концесија. Тоа се рудникот за никел кај Конопиште, чиј концесионер е Фени. Рудникот Иловица кај Босилово и Ново село, каде треба да се ископува бакар и злато на вкупна површина од 18,7 квадратни километри. Собственик на двете концесии на Иловица е фирмата Евромак Resources. Рудникот Плавица, кој се наоѓа помеѓу Кратово и Пробиштип, во кој ќе се ископува злато, сребро и бакар. Концесионер на рудникот кој зафаќа површина од 16,8 квадратни километри е фирмата Silgen Resources International од Кратово. Рудникот Кадијица кај Пехчево, каде концесионерот Кадијица Метал ќе ископува бакар на површина од 6 квадратни километри.
Рудникот Тораница кај Крива Паланка, чиј концесионер е фирмата Булмак, во кој ќе се ископува олово и цинк на вкупна површина од 4 квадратни километри. Рудникот Боровдол кај Конче, каде фирмата концесионер Боровдол ќе може да ископува бакар на површина од 4,7 квадратни километри. Рудникот за ископ на Антимон кај селото Лојане, кој зафаќа површина од 4,5 квадратни километри и кој е под концесија на фирмата Ајма Маденџелик. Рудникот Тајмиште кај Кичево, каде на површина од 4 квадратни километри концесионерот Тајмиште ископува железо. Последната концесија е за ископ на Троска, кај локалитетот Баш Колиби кај Велес, кој зафаќа површина од 0,7 квадратни километри и е под концесија на фирмата Екоцентар 97. Колкава е висината на инвестициите и колку луѓе ќе работат во 10 рудници кои допрва треба да се отворат, е тајна. Според одговорот кој го добивме од Министерството за економија, таа информација не е вклучена во тендерските документации и може да се добие единствено од фирмите концесионери. 6 рудници во моментот функционираат, 10 се очекува да проработат. Еден од тие што се очекува да проработат е и Казандол Валандов. Камен темелникот е удрен, но валандовчани сега допрва ќе реагираат. Има враќање нас? Видете, најпрво да ви дадам една мала лична карта на Валандово. Валандово е 6000 хектари плодно земјоделско земјиште, од кои што 2500 некаде се лозови насади. Валандово е локомотивата што го влече органското производство во Македонија, затоа што имаме идеална, чиста средина, најголем број на органските производители се во Валандово. И одеднаш, некаде на околу 400 метри воздушна линија или 500, ви отвараат рудник за бакар. И тоа од отворен тип со лужење. Што ќе се случи со земјиштето? Не може никој од почитуваните господа овде да ме убеди дека ќе спречат. Имајте на ум дека во најголем процент на бакар што може да се најде во рудата, бар така велат истражувањата, дека е 2%. Односно од 1 тон некаде околу 20 килограми ќе биде бакар. Што се останатите 980 килограми? Јаловина, која што ќе ни стои као дамоклов меч над главата, која што кога ќе заврне дош, ќе се испира, ќе оди надолу. Што ќе ме убедувате дека навистина ќе се стават такви филтри да и ветерот не може да го носи сулфурот на кај Валандово и сулфурните соединенија? И што ќе добиеме на крајта? Ќе добиеме почва загадена со pH вредност некаде околу 2,5. Тоа ви е исто како киселината што е во акумулаторот. Можете да ставите во киселина на акумулатор, во сулфурна киселина да ви расте нешто? Не може. Така да, овдека слушнав висока цена на светската берза на овие благородни метали. Каде е цената на луѓето? Каде е цената на човечкиот живот? Каде е цената на тие луѓе кои што таму живеат? Простете, вие сите убаво ова ни го објаснивте дека сето тоа објаснувавте, има студии, има елаборати и така натаму. Да, господо, меѓутоа вие сите тројца претпоставувам живеете овдека во Скопје. Убаво е така да зборувате за тие елаборати и да живеете во Скопје. А дојдете да живеете таму каде што при секој ветер ќе ви влага и во гради и во земја тие заградувања. Вие ми спомнавте нешто дека имало транспарентност. Ве молам, ја ќе ви се извинам длабоко ако ми покажете слика дека имало 100 луѓе на таа паблик хиринг кога било тоа тој состанок. Меѓутоа знам дека такво нешто не се случило. Општина Валандово сега направивме една иницијатива, граѓанска иницијатива за спас на Валандово. И за да биде има некои работи неспатливи. Во четврток има отворена седница на Советот на општина Валандово, отворена седница на која нешто не смее да биде граѓаните, него смее само Сардиш да биде. Ви се молам. Значи, отворена е за нив, а за нас е затворена. Транспарентноста е нула. Кој, како, зошто го прави ова, не знаме, јутро имајте на ум дека некаде околу 16.000 луѓе кои што таму живеат од она благородна работа што се вика земјоделие, ќе останат без работа. Односно, ќе останат без леп. Имаме ние толку многу рударски инженери или рударски техничари да ги запослиме таму? Не. Традиционално во Валандово се одгледуваат јапонски јаболки, калинки, она што е специфично за тоа подребје. 250 вработувања е Казандол. Вие се подготвувате да продолжите со органското производство или за преквалификација за руда? Ќе го купи некој тоа како органско, која ќе почнат загадувањата? Тоа треба да ни каже госпоѓа Липиткова, според моите сознанија со таков рудник сертификат за извоз за органско потекло нема шанса да се добие. И уште нешто, имајте на ум дека Валандово е трусно подрачје. Во Валандово има многу земјотреси, многу пати имало земјотреси. Некаде 1938 година имаше катастрофален земјотрес. Што ќе се случи ако не дај Боже
затресе, па пукне тој таму базен, како што го објаснува дека ќе биде супер квалитетен, кога ќе истече сето надолу. Ќе дојдете после да ни објаснувате дека сме имали убави студии. Стравувањата, професоре Дели Петров, господине. Дека има ризик у секоја работа и кој излеземе. И јас се служувам дека можда процедурата требава на време да биде транспарентна. За кај ни тоа е јасно, ќе завршена работа таму, нити има, лично мислам дека нема економија за рудник. За Казандол, за жал, фазата е многу одбегната. Сега колегата, ја не знам на кој да верувам, ама дека општината да не ја подпишава дека треба да се прави рудник. Таму веќе има главен руденски проект за флотација е Лужин. Таму се удрен камен темелник, вработени се првите 30 луѓе, се славеше на 25 август 2016 година. Сега, тука е прашањето колку се туку мешани градоначалнико и сите тие там што за тоа одлучувале. Ако не го прашале место да не се. Инаку се расправиме цело време. По мене секој население има право да се изјасне, не икеме рудници или сакаме. Тоа е негова земја. Арнома мора едно да знаеме. 200 милиона евра донесуваат рудниците на Македонија извоз. 14. Ево е добро. Ево, Бендисо, ќе ми дадете само да го елаборирам. Елаборирате го. Колку животи кошта тоа? Не. Само да се сослушаме, па ќе реплицираме. Да биеме коректни. Живот, кој ще ги сообраќајките. Ако збориме за загадување, сега зборувате, терате ме да се мешам у нешто што не сум земјоделец. Ама знаете кај е највише загадување? У полињето од прскањето. Од пестициди. Господин, во органското нема никаква употреба на пестициди, апсолутно никаква. Сега го фанате органското, у последните 5 години. Али органски производители сме. Само да ви кажем нешто. Ние по таа логика, прво треба преска да затвориме Елем, односно да затвориме Суводол и истина загадуваат највише. Киселите дождови знаеме дека загадуваат. Ама ќе нема сили. Тука треба на свеќа, а нас свеќа на ова денешна мрежа. На која мрежа? Не може да увезете струја. А треба, а сели ќе увезе, ма што ќе извезете? А обновливи извори на енергија, а ветрњачи? Професоре и господине Јованов и господине Лепиткова. Главниот страф е отворен коп со лужење со цијанид. Ве молам тоа да го објасните. Отворен коп не е голем загадувач, семна прашина. Таа прашина од тамо не е од месечината. По питање на шумата, бе молам, кажајте му на граѓаните. Шумата, остате шумата. По питање на технологијата, шум, тоа е животна среда, има експерти, може да кажат нема оваа технологија да ја применете. Бучин работеше до лани без лужини. Прв 3 години 4 уведена лужини. Правя концентрат, носеше се на топење. Значи технологијата, дали сум за лужиња, кој ме прашате, не сум. Има ризик. Ама пак ќе кажам, у развивниот свет има кај што се лужи. А ризикот е сведен на минимум. Сега, дали сме ние на тоа ниво, тоа е друго 20. Друго, сакаме да не веруваме на ништо. Ако не веруваме резерви, тоа што кажувате Казандол, па најголеми резерви. Знаеме дека Казандол е прашање. Знаете зашто се отвара Казандол? Одма да ви кажам. Тоа што е на површината рудата, онака не изпатува. Не 2%, 0,20. Да, така. 0,2. 0,2. Е, па колку се исплаќа 0,2? Кога би било 2%... Реков дека најповеќе е 2%. Јас се извинувам, дали може само една минута да ми дадете? Ова е многу важно прашање, кои се ефектите што ги спомна господинот? Од 200 милиона ќе имало извоз. Не ќе имало, има сега. А има, браво. Дали господинот знае, согласно нашиот закон за концесии, колкава е приходот што останува во Република Македонија? Ако ви кажам дека он е тука сведок, ние година дена го правиме и јас зашто сум се залагал, он најдобро знае, а за тоа нема да дискутираме. Ама како не, јавност треба да знае што останува во Македонија. Кога некој ќе ископе бакар и злато, оставете го вработувањето после, кој е приходот што останува во Македонија? Ние лапме за струја, свеки. Кажајте кој е приходот за Македонија? Нека ми он каже зашто јас како декан на Рударско Јоши се залага. Не знаете ви, добро. Не знам. Јас се залага. Јас ќе кажам, ево да ве ослободам. Приходот, верувале или не, од метални, како ја викат, минерални суровини. Изнесува, верували или не, 2% од произведениот метал од неговата пазарна вредност. Ништо однапред, ништо од кога ќе ископа, од кога пиреја. 2%. Unbelievable, викаат енглезите. А ние викаме, не ни се верува.
Ќе ви кажам и само еден пример за да биде потврда и граѓаните денес има интернет, има секи прочитат. Компанијата Нефсун, односно Mineral Reservoirs, многу ми е жал, тука беше најавена и госпогата Бомбалона, но убаво ќе не го објасниш тоа. Нејзината компанија има само единствен рудник во светот кај што го оперираат. Тоа е во Еритреја. Еритреја е испод Судан и над Етиопија. Во Еритреја, тоа е последниот диктаторшип режим во Африка. Значи таму има воен диктатор. Добро, само да ви кажам, 40%, господине Боби, во таа Еритреја, таква Еритреја, приходот на државата е 40%, господине Боби. 40% запамтете, не ја спомнав случајно. Еве ги Казандол податоци од официјално отварање на владини представници. Инвестицијата во Казандол, значи датум отварање 25 август 2016, говорници Емил Димитриев и вице-премиер Пешевски. 35 милиони евра. 35 милиони инвестиција. Исто вработени. Приходи во првите 7 години од 135 милиони или околу 20 милиони евра. Капацитет на рудник 4000 тони годишно. И двајцата задоволни што компанијата веќе почнала истражувања и на Плавуш и на Петрошница. Со тоа што Беки Мнезири година дена пред тоа рече дека тоа ќе биде инвестиција од 250 милиони. Се мислиш и за Петрошница, бидејќи истите имат концесија и за Петрошница, а Петрошница се најавува како поголем. Ајде да ја расчистиме оваа дилема околу лужењето со цијанид и отворените копови, бидејќи стравовите се реални. Воздушна линија Казандол-Гевгелија е 5 до 10 километри, нема ни толку. И реални се стравувањата на луѓето, дека сите тие прашини, вие знаете, сте експерти, дека водата понира по принцип на гравитација. Две се сливните подрачја каде што тие отпадни води можат да отидат. Вардар и Дојранско езеро. Што правиме? Луѓево главно се тука ориентирани кон земјоделството и колку се реално тука, колку реално постојат опасности и страва. Прво да појаснам на господинот во врска со концесијски... Не, на јавноста, мене ми е јасно. Преко тебе и на јавноста ќе му објаснам, нема проблем. Значи, во однос на концесијата 2%, како што кажавте, тоа е точно. Од тие 2%, 78% се на општината, другите 22% на државата. А не кажувате дека, например, вработувањата, сите други активности, зафати во рамките на тој комплекс да функционира. Кажете слободно дека, например, кога рудникот Саса не работеше, Каменица беше скоро мртов град. Меѓутоа, немаме стручен кадар за тоа. Немаме стручен кадар, имаме факултет, имаме се, така да немате така да ги гледате. Вие зборите за 250 работни места во рудник од отворен коп и лужење. Сакате да дојме во Бучим, еве јас ви предлагам заедно да поработиме месец дена. И еве јас ќе си ризикувам моето здравје. И да испаднеме од рудникот и да објасниме на јавноста каква е таа квалитетна работа. Тоа е копање на гроб и вие викате луѓе копајте си гроб, ќе ви плаќаме во меѓувреме 500 евра за да може да ви стрпа. Ве молам, тоа е нонсенс. Ако е тоа придобивка 250 работни места, кај што луѓето се осудени да бидат болни, тоа е неверојатно. Како не е точно? На ова држава треба и современо земјоделство и современо рударство. Како оди ли едно со друго? Ма како? Во ист регион. Зошто да не оди? Дайте ми гледам дека добро се разбирате од отворен тип на рудници и лужење. Дали можете, и ева нема да дебатираме, не да не однесете, да ни кажете едно место во светот, ама само еден рудник покажете ни. Не сакаме два. Да кажете, луѓе, еве, видите, овде отворија отворен коп, 500.000, не знам, 3.000 хектари, да ви кажем како ова се развива околу регионов, земјоделие, работни места, радосни луѓе. Ве молам еден рудник. Само тоа кажете и на јавноста. Кој е тој рудник? Велење. Каде? Велење во Словенија. А, во Словенија? Да. Разговараме за овој тип. Во светот. Не, за овој тип на рудник. Така. Отворен тип, Велење во Словенија, ќе ве однесам. Со лужење? Со лужење. Не, ве прашувам, кажете јасно со лужење, да или не? Има и во Русија, има така. Не, дали има во Велење лужење?
Велење е рудник за јагленце, а вие немате ноторни познати. Ајде едно прашање. Дали оди госпоѓа Липиткова едно со друго? Како може да оди развој на земјоделие со рудници од ваков тип, бидејќи навистина ова лужење со цијанид, доволно е да се отвори интернет, да се видат штетните последици. Фактите реално покажуваат дека е технологија која што не се прифаќа во ниту една европска земја. Добро, вака, јас не знам од каде сте ги читале тие податоци. Јас кратко ќе кажам, и тоа ќе кажам како човек што навистина граѓаните во овие 10 години, како работам во Министерството за животна средина, за среќа, поголемиот дел што ме познаваат, каде и да се појавам, знаат дека во многу работи сум била заштитник на интересите на здравието на граѓаните. А сега на рударската индустрија, така? И сум еден од учесниците на изработка на стратегијата за животна средина и здравие. Не го сваќате ова толку лично прашање, да се до Министерството. Јас не можам да прифатам дека ние како државни институции, како луѓе што во моментот сме надлежни да водиме одредени политики, сме на некој начин тихи убици на деца, на луѓе со своите активности и тоа што сме дозволиле да има одредени активности. Беше прашањето дали ние, тоа знаеме, сме живееле во такви места. За информирање на граѓаните сакам да истакнам дека јас сум родена, пораснав и живеев и уште живеам во градот Пробиштип, рударски град. Мојот родител бил рудар, кој што работел во рудникот, уште е жив и дедо ми таму работел и тој град најголемите прекрасен град. Град кај што младите трчаат да кажете како ова, мислам видете саркастичност не. Само знаеме дека имате два стана во Скопје, знаеме кај си, сега не убедувате нас дека вие живеете во Пробиштип. Ајде се молам. Како ова ќе се поврзе, како ова ќе го оправдате кога знаете дека например ги знаете строгите регулативи на Европската унија за доделување на сертификати за органско производство и татаро. Вие знаете дека не, само дозволете. Вие знаете дека ако во радиус од 50 километри од Гевгелија или од Струмица или од Штип има депонија, дека не може да се добие сертификат, а не пак ваков тип на рудници. Како тоа ќе го ускладите или на луѓето ќе им кажете преквалификувајте се во рудари, бидејќи рударството носи пари, баталите го земјоделието. Видете, Боби, значи тоа е концепт на развој на една држава и јас сега го тој концепт веднаш. Се извинувам да ја слушнеме и одиме на завршни реклами па завршни зборови. Самите граѓани одлучуваат во кој концепт и во кој сегмент тие ќе се развиваат. Значи, сакам да истакнам за Иловица. Иловица има по резервите, по тоа што го даде со елаборатот за рудни резерви, 220 милиони тони на вкупна количина на руда, од која, јас сега одговорно тврдам, дека по сегашната цена на метали, на монометал, приходот на државата од експлоатацијата на тие метали е некаде над 4 милиарди евра. Што сакате да кажете? Дека ако е одлука за развој, дека Струмичани во овој момент треба да се одлучат... Не Струмичани, што има врска тоа со Струмица? Да, вие знаете каде е Иловица? Не. Ма вие сега зборувате паушално. Иловица воопшто не е во котлината на Струмица. Господи, ве слушаат луѓето во Струмица, ве молам. Сега ве слушаат Струмичани и вие зборите работи кои што над нивната глава се прави рудник, вие зборите, знаете што? Иловица е во Струмичко. Значи Иловица е во атарот на селото Босилово и Ново село. Босилово и Ново село. И значи нивниот избор што треба да биде? Рударство или земјоделие? Нивниот избор. Тоа ве прашувам цело време, која е стратегијата на државата? Дали државата ги принудува да бира рударство или земјоделие? Државата е должна да им ги каже придобивките и од тоа и од тоа. И луѓето се тие кои што ќе изберат и самата држава во тој концепт, бидејќи високо ниво на технолошки отворен рудник, управуван така како што треба, во сериозна држава за која што тежнееме да бидеме и сме, со почитување на стандарди европски законски и понатаму почитување на стандарди, со превентивни механизми на мониторинг, во кои што објектот, ние тоа сега го налагаме, 4 години, додека пред да почне да работи, додека да се изгради, ќе врши мониторинг континуиран и на почвите, и на водите, и на градинарските.
Ќе врши самата држава и самиот тој ќе плаќа. Значи ќе вршат институција кредитирани. Па на кого вие верувате? Ве молам, само на вас. Сакате да униште 3000 хектара шума и отидете на петта фаза. Како јас да полемизирам, кога вие априори на мене не ми верувате? Слушам вечерва, јас не ми се верува. Државниот секретар за екологија да би каже дека 3000 хектара шума ќе исечеме, ќе исечеме 3000 луѓе. Абе ние се бориме за секое дрвце, за едно дрвце на водно, на секое место. И вие мртво ладни ми викате да бе 1000 хектара, што е тоа рудникче, ќе исечеме тоа шумата. А кој тоа го кажал дека ќе исечеме? Извоз, ве молам, ова е најголемата лага што се пласира во јавноста. Не мора да кажем ова. Како е тоа? Каков е тој извоз? Ви го зимаат златото 98 или бакарот, си го носат дома во своите фирми и тоа се рачунало за извоз. Ве молам, па тоа е ван сите економски категории. Реклами и со завршни прашања. Јас вака ќе кажам, и ова го кажувам одговорно како професионалец и како експерт. И верувам дека граѓаните на ова ќе поверуваат, не како експерт, како професор и како човек кој што одржливиот развој го става пред се и не зборува паушално и на памет и ги зборува граѓаните за некои не, за некои лични интереси. Вие лобирате за рударство, јасно и гласно. Па вие лобирате за органско земјоделие, некој лобира за друго, ние ќе видиме. Има ли нешто поблагородно од тоа? Ја вас не ве осудувам за тоа што вие лобирате. Ама не го осудувам што лобирате. Ве молам. Одиме на пауза за реклами и првиот збор после тоа за госпоѓа Лепиткова и одиме со завршен круг. Влегуваме во завршница на вечерашната топ тема на ваша страна. Многу прашања, интересни прашања. Професор Дели Петров завршниот круг со вас по 1 минута за сите, бидејќи веќе го пробивме терминот. Рударска профитна офанзива или поинаков избор за граѓаните? Што да им се понуди, што е поголема, што помало опасност? Прво, тука е многу тема кринане. Сметам дека секоја општина мора претходно да се изјасне дали сака на својата територија у фазата на истражување, значи у првата фаза. Меѓутоа мора да знае, ако го забрани истражувањето, тогава не знае што има подземје. Богатството останува тамо, за некои други генерации ќе дојдат други. Тоа е првата работа. Стратегија, дали земјоделие, дали рударство. Ако гледаме низ економска призма, рударството е многу по-профитабилно од земјоделието. Меѓутоа, еве колегите се од региони кои што земјоделие традиционално. Сигурно не треба да биде рударството на сметка на земјоделието. Тука дилеми нема. Нити на животната средина. Пак ќе потенцирам. Кога би се отворали, а треба да се, тука државата се го земе дело, да се отворат рудници по сите теркови. Секојаш има опасност, ама може да се даде на минимум. И у развиените земји има рударство. Да ви ги кажам, Америка, Шведска, Норвешка, нарочно зборам Русија, тя че голема е. Отворен тип со лужење, односно со цијанит и сулфурна киселина. Само тоа го потенцира. Отворените рудници на јаглен са Не јаглен, злато и бакар го говориме. Злато и бакар. Одма да ви кажам, отворен тип на секундарно злато, цела Аљаска го експлоатира, гледайте Discovery навечер. Со цијанит? Не со цијанит. Отворен тип со... Не, говориме за отворен тип со цијанит. За тоа говориме, тоа се случува кај нас. Каде? Абе, видите сега, кажаме дека... Со сулфурна киселина. Ја ви кажах, ако сакате... А сулфурната тоа не е опасно. Сулфурната е за бакар. Вие сега викате цијанит. Нема време за многу дебата, само по минута време за завршни збора. Отворен тип, а Сарево Медет, отворен тип. Меѓутоа, лужењето е затворено. Тамо. Ти треба и тука да биде. А да бучим? Види се, грешки дека има толку многу инспекторати у Македонија, тоа они треба да се терат. Никој не одговара директно, јасно и гласно, да или не. Се извинувам, ке имате завршен збор. Доктор Јованов. Јас како геолог, хидрогеолог, наука која се занимава со подземни води, а ја вршам функцијата директор на геолошки завод. Лично сметам дека геолошките истражувања во Македонија не треба да бидат никаква пречка во било која фаза од развојот. Апсолутно, сите се слажеме. Ради тоа што само со истражување можеме да знаеме со што потенцијал нашите држава располага. Говориме за рудниците. Рудници нема без геолошки истражувања. Значи, кога ќе го имаме тој сегмент, како држава, што имаме, што нема, понатамо ќе треба да развиваме и земјоделие, со примера на најсовремени методи, техники заштити, а и рударство
со достојна почит на сите техники стандарди што се користат во светот. Бидејќи Република Македонија не го измисли рударството. Не се само рударство развива во Република Македонија. Ние сме во зачеток на некој иден развој на тоа рударство, а имате од друга страна цел рударски свет кој е јако развој. Нема го ние на држава, бе, луѓе, зашо ги лажете луѓето повторно? Цианид и сулфурна киселина со лужење нема во светот, освен во банана држави и Африка. Се извинувам, господине Наков. Ако е води, он се дебатата... Ќе имате минута и вие на крај, да не се прекинувам. Значи, со секоја почит во рударењето на секоја професија, заштита на воздух, вода, почва, се она што значи безбедна експлоатација и рационална и одржлива експлоатација. Значи да имаме соодветна експлоатација према утврдени рудни резерви, према утврдени... За крај 15 секунд, имаме институции што ќе го гарантира тоа? Имаме, зашто да немаме. Ви благодарам. Липиткова. Министерството за животна средина е краен гарант за тоа дали ќе обезбеди оптимално и безбедно производство на било кој сегмент во технолошкиот развој, значи не само на рударството и пред се на рударството во Република Македонија, преку изработка на студиите за животна средина и добивање на интегрираните дозволи. Ние како министерство тоа сме го потврдиле, со тоа што на капацитетите што постојат не им дозволивме, иако законски можеше на старите да се прилагодат на новите техники до 2019, рековме дека 2014 година е последната година. На тоа обстоивме. И тоа граѓаните го знаат. Во рамки на рудниците, едни зборови слушаме тука, од инвеститорите слушаме друго, дека сме премногу строги и построги од тоа што налагаат европските критериуми. Бидејќи во САСА испустот во реката бараме да биде во водата на категорија од прва и втора категорија. Као тополница за крај. Ми сметате дека гевгеличани вчера беа недоволно информирани, дезинформирани или едноставно не им веруваа на институциите, па затоа се одлучија да кажат не за нешто во што не се сигурни? Јас уште еднаш ќе потенцирам. Ние како министерство добивме барања од кадиица да влезе во фаза на експлоатација. Бидејќи системот на технологија, се зборам. И ги одбивте, го кажавте. Кажете ми за Гевгелич. Јас уште еднаш ги повикувам граѓаните. Во оваа држава има институции, има образовни, научни институции, постојат експерти и домашни и меѓународни. Вербата во себе, во институциите е најважното нешто за развој на државата. Ако Република Македонија не овозможи развој на сите своји сегменти, не даде шанса на доминантност, на покажување на знаењето и на професионалноста, ако имаме импровизации во тоа нешто, да квази експерти се ставаат над другите и со силината на говорот и на начинот на однесување, ма сега ги вреѓате, ги навредувате 13.900 граѓани кои што одлучија. Ма, можете да ми кажете, можете да ме оставите да се доискажам. Граѓаните имаа прашање дали сте за отварање на рудници. И јас тоа го почитувам. Во еден земјоделски крај, со таква традиција, ние тоа ќе го почитуваме. Меѓутоа, на граѓаните да им се каже, да се даваат слики, дека децата... Тоа не е точно, дека се тоа рудници од отворен тип со лужење? Тоа е манипулација, вие им манипулирате. Но зошто државата им го нуди тоа на граѓани кои како е бучим до нас, вие ми викате на мене манипулирам? Не, ние, значи Боби, ние во државата сме дале согласност за истражување. Верувајте, што ако се случи да со тоа кој му даде дозвола за лужење? Се извинува. Ба како се извинува? Со тоа истражување се докаже дека постои некој елемент, метал, кој што е од врвен интерес и екстремно безбеден, како што сега србите до истражување докажа литиум, сулфурна киселина, кој што е денеска тренд за сувите батерии. За факти, одговорете му на господинот од Валандово и на Валодотовчани, кажете им, има лужење или нема. Што ако се докажеше дека има елемент што мора да биде тргнат? Не, овој пат знаеме зашто бараат луѓето и кои се резултатите. Значи воопшто не е дојдено во фаза за експлоатација.
А Казандол што е? Зборувам за Гевгелија. Господја, вие не живеете во Македонија. Гевгелија имаше вчера референдум. Заврши Гевгелија. Завршите за 30 секунди. Кажете им во Струмица, кажете им во Радовиш, кажете им во Двориште во Берово, кажете им во Гладница во Кавадарци, Дудица во Кавадарци до изворите Лукар, кај што пие Кавадарци и неготино вода. За тоа кажете им. А не им кажувате приказки за Гевгелија. Гевгелија се заврши работата. 30 секунди само и вие и од вас кратам за крај. Вака ќе кажам, за Казандол имаше јавна расправа, имаше одговорно, тврдам, одговорно со целата своја авторитет. Од друга страна, значи, која што месец дена стоеше на страната, беше и во Весник еден објавена, секој што сака може да даде на писмена забелешка. Дудица е, само сослушајте ме, кај Лукар нема согласност, ниту од Министерството за животна, нема ниту... Проспекцијска и тргнати со субвенција дури лани. Друго е проспекцијската сега. Тужете ме, носите ме на 10 секунди. Да докажеме кој бил на Дудица, кој вршил проспекцијски испитувања. Дали со Казандол? Граѓани, проспекцијско истражување не е никаква опасност, тоа е само почеток. Дали Гевгелија, Богданци, Валандово се безбедни со Казандол? Дали како министерство можете тоа да го гарантирате? И дека секој земјоделски производ што утре задутре ќе биде од таму купен, ќе биде здрав и исправен и за вашите деца и внуци и за моите. Вака ќе ви кажам, значи Казандол се дадоа најстрогите, одговорете ми најстрогите перформанси, ќе се постави геомембрана, ќе се постави ќе бидат безбедни или не, тоа е прашањето. Тоа не е голем рудник и јас ќе бидат безбедни или не? Да, апсолутно. Да, гарантират како институција да ги плашеле пилињата да не пијат вода. Па и ние и на тоа мислим и само да се докажа. Изработката на студијата ја работеа експерти и од природните науки, како почитувани од господин Меловски и како почитувани од господин Славчо Христовски, кои се природњаци и кои што еве за Гевгелија се изјаснија дека не е во ред. Љупчо Меловски? Кај живее Љупчо Меловски? Овдека во Скопје. Лесно му е овдека во Скопје да дава концесии и позитивни мислења за таму. Касно е за Казандол треба да проработи. Меѓутоа имаме во Валандово, моите почитувани сограѓани не знаат дека за Валандово се дадени уште 2 дозволи за детални геодетски истражувања на Плавуш и на Башибос и Бајрамбос. И тоа ќе ни се случи. Вие зборувавте дека изводливо е да биде и бакарот таму и здрава храна. Има една стрилска фигура се вика оксиморон. Значи, црно сонце, не може сонцето да биде црно, не може железото да биде дрвено. Или е чисто или не е чисто. Во случајов или е чисто здрава животна средина или е загадена. Видете, здравата животна средина. Почуваме пак нова дебата. Мораме да кажеме на луѓето што е лужење. Големи количини на сулфурна киселина ќе се истураат таму врз таа руда. Кај ќе одат тие пари од таа сулфурна киселина? Кај ќе оди СО2? Филтри ќе стават. Водата нагоре ќе оди. Ги заведувавте и дезинформиравте гевгеличани, дури 13.900 заради лични интереси или навистина она што се планира е опасно. Ако сум јас илузионист, магесничар, па можам такви фантазии да продадам на 13.000 луѓе, на градоначалник, на 13 советници, па луѓе, да направиме на светски шоу, да се решетаме нонсенс. Граѓаните се свесни, граѓаните знаат, граѓаните имаа проблем додека не беа информирани, а не ги информираа господата овде што седат, со исклучок на професорот, што е се платени од мојот данок, да не информираат на време, да дојде да ми објасни што е тоа лужење, од ќе ставам ова, ќе шприцам сулфурна киселина, цианид, да им објаснат луѓето во Радовиш, да им објаснат во Казандол. Прво тоа ќе дојде да ми кажете, а не расправи на толкови студии за оценка на човековото влијание. Сакам да завршам. Вечерва македонската јавност е сведок на лобисти, односно лобист што е нонсенс од Министерство за екологија кој поддржава рударство. Ова ќе биде во рубриките верува или не на светско ниво. Број 2, геолог кој што нема врска со рударство, освен што се претходна фаза. Немој сега да докажам во лични дисквалификации, сите се експерти. Геолозите се извинувам. Не, ќе го кажам од кој аспект. Да завршам само. Геолозите ја гледаат почвата, као што шумарите, најголем број од шумарите, со исклучок, ја гледаат шумата.
колку дрво може да се исече. И затоа го респектирам тоа. Значи, они гледат што може да ископаме. И баш ги брига доста. И така е, професионално. Јас само повикувам на разум, ве молам, слушнете го гласот на народот. Слушнете што збори Гевгелија, слушнете што збори Струмица. Немојте да бидете глуви. Може би народот е во право. Може би народ, ние знаеме дека сме во право, може би и вие ќе сватите. Тоа е за доброто на оваа држава. Немојте источна и југоисточна Македонија да ја иселиме ради погрешни политики. Само тоа би ве замолил и апел до јавноста, ве молам, информирајте се. 10 секунди бидејќи навистина имаме проблем со пробивање на терминот. Пробишти почна како рударски град, наменски рударски град како Каменица. Живи и екзистира толку години. Во моментот кога рудникот се затвори, дали вашите децки пратите да работат во Бучин? Да. Кога не работеше во Пробишти беше страшното иселување. Добро, сепак говориме и за различни типови на рудници, и за различни типови на поставки. Зборуваме исто каде што се користат технологии, каде што се тешки метали. Пробишти е најконтаминирано подрачје во Европа со тешки метали, тоа мора да го знае јавноста. Пробишти е најконтаминираното. Има многу најголем извозен продукт за катанга е бакарот. Дека некои работи, еве, поздрав до Гевгелија, на време реагирале. Че ако се реагира на време, никој не може да граде рудник кој е приватна работа. Тоа да рече се. Не е државна. Че рудниците се приватна работа. Преска 2% ја бе за многу повеќе. За држава. Не, па не сте успеали. Не сум успеал, знаат колегите. Да. Некој друг пат искал да ви помага. Рудник кој е приватна работа и таа има ќар тука што дај. 98. А што имаме ние? Има држава. Само сосема кратко, бидејќи навистина сме апсолутно надвор од терминот. Процедурите да не се греши. Процедурите кај Казандол и Иловица се катастрофа. Ако не подпишал Валандово, не може да се прави катастрофа, не се информирани граѓаните, никој ништо нема појма. Луѓе за тоа разговараме. Да не отвараме дебатата од почеток, јас ве благодарам на сите што веќе бевте мои гости. Тоа беше се во вечерашната топ тема. Се извинуваме и за пробивање на терминот. Останете и натаму со програмите на ТЕЛ.